Државниот и политички врв се поклони пред гробот на Гоце Делчев на денот кога се одбележува 153 годишнината од неговото раѓање. Да не се заборави неговото дело, државата да се обедини околу националните интереси за да се продолжи со изградбата на модерна Македонија, беа пораките пратени од Свети Спас. Тоа што го правевме во минатото, продолжуваме да го правиме и како влада. Цениме дека македонската влада треба да има традиција и во иднина да го чествува овој ден, бидејќи ова е наш македонски великан кој што е дел од македонскиот идентитет и неговото дело не сме никогаш да биде заборавено. Неговите мудри мисли се актуелни и релевантни и денес. Тој тргнал во борба повикувајќи ги сите луѓе без разлика на нивната етничка, национална или политичка припадност, поради тоа што имале една цел, а тоа било слободна држава. Ние денеска треба да продолжиме во тој манир, да ги надминеме разликите кога станува збор за националните интереси и сите заедно се бориме за уште по-просперитетна и интегрирана во Европската Унија Македонија. Денешната манифестација помина без присуство на бугарска делегација, нешто што официјална Софија го протолкува како немање желба кај владата во Скопје за заедничко чествување на важни личности и настани од заедничката историја, што според бугарската страна е непочитување на договорот за добрососедство. Премиерот Мицкоски не смета така. Секој кој што сака да го почитува ликот и делото на македонецот Гоце Делчев е слободен да дојде, беше неговиот одговор даден по настанот во Свети Спас. Не би рекол дека владата не го почитува договорот за добрососедство. Мислам дека прв кој што не го почитува договорот за добрососедство е токму бугарската влада, односно тогашната во 2019 година бугарска влада, која што наместо да не поддржува, одлучи да не обструира, ставајќи вето на почетокот на преговорите за нас како држава. Секој кој што сака да го почитува ликот и делото на македонецот Гоце Делчев, слободен е да дојде и да тоа го направи. Јас не гледам никаква причина и пречка во тоа. Шефицата на државата, која беше и на чествувањето во Штип, зборувајќи за значењето на Гоце Делчев, се потсети на незините средношколски денови. Самата јас се разбира сум одраснала со Гоце. Мислам дека нема народ во кој има повеќе Гоцевци или во овој народ има единствено толку многу Гоцевци и мојот брат е Гоце. Секогаш кажувам нешто од мојот ученички живот. Во гимназијата редовно секоја година се организираше надпревар за животот и делото, ама и есеи се пишуваа за Гоце Делчев. Нема да го заборавам моментот кога во гимназијата Ѓорги Димитров, директорот дојде и рече на надпреварот републички победил есеот со подшифра Гоце Гога. Се разбира, знаев дека тоа е мојот и реков тоа е мојот есеј. Ликот и делото на Гоце Делчев, како и неговото историско наследство, се само едно од прашањата кои ги оптоваруваат македонско-бугарските односи, кои во последните години имаат надолна линија. Позицијата на владата предводена од ВМРО ДПМН е, која денеска ја повтори премиерот, е дека нема намера по која било цена да оди со глава в зид и да потпише се што ќе биде ставено на маса. На масата од 2022 година, како предуслов за отворање на преговорачките поглавја со Европската Унија, се уставни измени за вметнување на бугарската заедница, нешто што го прифати претходната владеачка постава, но не и актуелната на Христијан Мицкоски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.